Почитуван господине Апасиев, ќе се обидам на многу важна тема исто така да кажам се што знам, се што чувствувам како одговорност, што чувствувам како обврска, исправен пред функцијата која што ја носам овде каде што сум избран за председател на владата во парламентот. Неколку пати сум кажал и со тоа ќе почнем. Ако некој гарантира дека за една година имаме добри услови, за 2 години дека ќе имаме добри услови, дека на есен дека имаме добри услови, апсолутно немаме никаква причина ни па право да водиме инает на вака важно прашање. Пописот е многу важно прашање. Вие пратениците и парламентот работите по многу податоци како основа за вашето работење. Верувајте, извршната власт целото свое работење го заснова на анализите и податоците. И сите во најмала рака едно 10 години работиме во магла, во матна, во облачно, затоа што не ги имаме точните податоци. Паралелите кои што ги правите со другите земји не се така едноставно да бидат направени заради тоа што тие имат правено попис пред 10 години. Ние немаме попис пред 10 години. Ние имаме и tekako сериозни причини да направиме попис за да ги поредиме инспекцијските контроли со одредени елементи кои што ги имаме осознаено во системот, со податоците на терен кои што само пописот како статистичка операција ги дава, а кои што се сериозна тема за креирање на пензиска политика, на социјална политика, на политика околу развојот, растот и негата на децата во државата. Да не зборувам за економијата, инвестициите, рамномерниот регионален развој и така натаму и така натаму. Важам за човек кој што постига договори и сака да прави компромиси. И за вакво важно прашање јас ја сакувам целата наша нација да биде заедно застаната и да ја спроведеме оваа статистичка операција. Но честно е да се каже дека согласно и законот и подзаконските акти за попис е опишано 10 минути. 10 минути или повеќе од 10 минути трае попишувањето. Знаејќи се што треба да ни добие државата од самата оваа статистичка операција. А при тоа, не знаејќи ниту дома, ниту било каде во светот, кога ќе има создадено услови да нема пандемија, должно се да завршиме работата за пописот. И ако е таа леснотијата јас да прифатам од вас, од ВМРО ДПМН, кои што сте против пописот, која е одговорноста на сега потрошените пари? Ќе потрошиме пак 10 милиони евра, како што се потрошија 2012 година, за да потрошиме после новиот. Трошоците веќе направени еден голем дел. Исто така се ангажирани луѓе. Почнуваат обуки, се плаќаат дневници, тоа се нашите народни пари. И не е проблем парите. На крајот, ако треба, да одлучиме заради тоа што знаеме дека во септември, октомври, ноември, до година, март, април, мај, ќе имаме услови за спроведување на пописот. Затоа ќе искористам приликата и ќе кажам. Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, сакам да ве исправам сите пред одговорноста што имаме пред себе за попис. Леснотијата да се апелира, да се пропагира, да се бойкотира пописот не е ни малку патриотска. Пописот е неопходен и пописот е вистински патриотски чин. Станува абсурдно во време во кое што го потврдивме македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Сега да останеме дома за да не се попишеме, да видиме колку сме македонци. Зборам како македонец. Станува абсурдно да ни се случува после 100 или 200 години. Имало окупација овде. Во графата за попис немало македонци на оваа територија. Денеска пишува во Обединетите нации македонски јазик и македонци. И треба да не пишеме како македонци. До пред 30 години бошнаците се пишуваа муслимани. Имат прв пат можеби можност да се пишат како бошњаци.
секогаш не и другите етнички заедници имале право низ децениите, вековите наназад да се попишат тоа што се и по своја етничка, верска или културолошка определба. И сега го имаме тоа како можност. Од што се плашиме? Што е вистината која што ќе ја добиеме сите? Кои сме, колку члени семејства имаме, какви сме по етничка определба, каде живееме, колку во главниот град, колку во внатрешноста? Од тоа се плашиме. Патриотски е и дури сите други наши граѓани. Како македонците, албанците, турците, србите, ромите, власите, бошнаците, сите. Днеска ги има во графи да се определат сите, да излезат да се попишат. Патриотски е сите политички чинители од било која партија и етничка определба, најгласно што можат, да испратат порака за подршка на пописот, како сопствен највисок чин на одговорност и придонес кон оваа исклучително важна државна статистичка операција. Ако велиме дека е најважно граѓаните на Северна Македонија да се попишуваат, очекуваме пораката за задолжително учество во пописот да ја испратат и сите домашни политичари, вклучително и политичарите од домашната опозиција. Пописот е операција околу која треба сите да се обединиме, за да дадеме максимален придонес за тоа. Најлесно е да избегате под причина пандемија е, не е соодветно време или слично. Кога ќе е соодветно? 20 години во нашата земја не било соодветно. Државноста 30 години, ова година определуваме, не знаеме да кажеме кај живееме, колку во села, колку во град. Колку сме согласно културолошка, колку согласно верска, колку согласно етничка определба. Неопходна е подршка посебно од оние политичари кои што се чукат во града, кои што се чукат во градите, да излезат и да кажат зошто е важно да се попишеме сите. Затоа што обврска е кон семејството, обврска е кон заедницата, обврска е кон регионот во кој што живееме и обврска е кон татковината. 10 минути. Државата ги има базите на податоците. Знаеме отприлика и колку сме дома и колку сме надвор од интегрираното гранично управување. И тука нема никаква дилема. Ама не знаеме податоци колку пораснало семејството, колку е просек на семејство во тој регион. Не знаеме какви сме по етничка, верска или културолошка определба. Не знаеме што потенцијали имаме во делот на развојот на економијата. Каде ни е одговорноста за татковината, каде ни е чувството на 30 години државна самостојност, да избегнуваме до кога? И дајде да избегнеме до септември. Кој ќе биде одговорен? Власта требало да му е мисли. Оти пак има пандемија, нели? Требаше изборите да бидат во ноември, лани. А ноември беа 1800 бројките на ден. Вакцини има насекаде во светот, па бројките се пак поголеми. И ги има насекаде поголеми. Кој ќе гарантира до година во пролетта дека апсолутно нема да има исто така бројки или бранови како сега? Се уште светот дебатира и нема одговори на најмалку 50% од најважните прашања поврзани со пандемијата. И овде зборувам во името на одговорност. Овде е највисокиот и најодговорниот дом во демократијата во кој што живееме. Парламентот. Ние можеме да ги избегнеме пола од работите во државата. Ама сето тоа има сериозно влијание и штета. И затоа апелирам на одговорност. Апелирам на одговорност пред сите, затоа што оваа работа треба да ја завршиме сите. Оној кој што ќе апелира за седење дома, кој што потајно ќе работи за седење дома, прави директен атак врз својата татковина, врз својот народ. А ако сакате и врз својата етничка заедница. Тој што работи за да се попишеме толку колку што сме. Оти од секој пат сме биле сите тука. Сите, и етнички различни, и верски различни.
Од што се плашиме? Да се попишиме толку колку што сме. Ама толку колку што сме. А не некој да минира. И после да кубиме коси и да повикуваме на некаква одговорност или слично. Ако има една причина, еден аргумент, кој што ќе гарантира дека тогаш и тогаш ќе има услови, немаме проблем. Благодарам.